се бира председателот на СДСМ, членовите на Социјалдемократскиот сојуз и од Струмица од утрово се раздвижени и гласаат во општинските штабови на партијата, а како тече гласањето, дали има некакви проблеми, колку членови на СДСМ од Струмица имаат право на глас, зборувам со првиот човек на општинската организација од Струмица, Маријан Даскаловски. Даскаловски, добар ден и кажете ми, колку членови од СДСМ во Струмица имаат право на глас и како тече досега гласањето, дали наидовте на некакви проблеми? Сакам само пред тоа да истакнам, денеска за нас Социјалдемократскиот сојуз е свечен ден. Денес ние излегуваме да го дадеме гласот за Струмица, поготово за човекот што го сакаме и почитуваме. Имаме ние запишено 3740 активни гласачи од 3838 ревидирани. До сега има излезено околу 75%. Се надевам дека до крајот на денот Струмица ќе го има најголемиот процент на излезеност, повеќе од 90%. Немаме никакви проблеми околу гласањето. Вие гледате дека река од луѓе доаѓаат на избирачките места да го дадат гласот за нашиот лидер Зоран Заев и сметам дека Зоран Заев за Струмица направил многу и дека сите излезени членови на Социјалдемократскиот сојуз во Струмица ќе го дадат гласот за него. Така, пред изборов на председателот имавте и ажурирање на податоците на членството. Дали значи тоа дека членовите кои што не ги ажурираа податоците во членството немаат право на глас денеска на денот на гласањето? Значи ние имаме голем интерес за денешното гласање. Меѓутоа во тој период кога беше ажурирането не успеавме сите членови на Социјалдемократски сојуз на општина за Струмица да ги ажурираме. Денеска доаѓаат да гласат, меѓутоа ги нема во избирачкиот список бидејќи не беа ажурирани. Претпоставувам дека протоколите внатре во штабовите се запазуваат. Запазуваат протоколите, се е во најдобар ред и мислам дека и така ќе остане до крајот на денот. Ви благодарам многу. Денеска во 12 часот правото на глас го искористи и актуелниот председател на СДСМ и премиер Зоран Заев во општинскиот штаб во Струмица.